Дали СДСМ и ДУИ, тоест Димитар Ковачевски и Артан Груби, со договорот кој го подпишале со Бехтел и Енка, и обврзале Македонија да плаќа милионски пенали доколку не се измени законот за работни односи и не се овозможи 60-часовна работна недела за работниците кои ќе работат на проектот на Бехтел и Енка на коридорите 8 и 10Д. Доколку е вистина, пеналите кои Ковачевски и Груби ги прифатиле како дел од договорот се на директна штета на државата и надвор од нивните овластувања како извршна власт. Согласно извадокот од договорот кој го виде македонската јавност, се обврзале во рок од 45 дена од денот на подпишување на договорот да го сменат законот за работни односи и да воведат 60-часовна работна недела, во спротивно треба да исплатат еднократни пенали во висина од 53 милиони евра. Плюс, тие се обврзале секој месец да исплаќаат дополнителни 1 милион 265 илјади евра на име постојани пенали додека трае договорот, доколку не се измени законот и не се воведе 60-часовна работна недела. И Ковачевски, и Груби ја злоупотребиле својата службена положба и овластување и за ова мора да има одговорност. Дополнително, треба да се нотира дека и Ковачевски и Груби подпишале договор кој содржи елементи за кои Уставниот суд се изјаснил дека се противуставни. Имено, на седница на 13 јули 2022 година Уставниот суд донесе одлука за укинување на оспорениот член за 60-часовна работна недела кој беше дел од законот гласан во собранието за Бехтел и Енка, бидејќи е во спротивност со темелните вредности владењето на правото предвидено во член 8 став 1, алинеја 3 од Уставот. Исто така, како спротивен на членот 9, кој граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. Уставниот суд оцени дека со овој член се повредува правото на дневен и неделен одмор, односно дека е во спротивност со членот 32 став 4 од Уставот. Зошто Ковачевски и Груби, иако знаеле за оваа пресуда на Уставен, пристапиле кон подпишување на договор кој содржи неуставни обврски? Почитувани, ова не е единствената штета од законите кои СДСМ и ДУИ ги предлагаат да бидат изгласени во скратена постапка. Власта, спротивно на сите европски практики, му овозможува на изведувачот инстант пренамена на земјоделското земјиште и шуми во градежно земјиште. Со ова се прескокнуваат голем број на институции, комисии, но и се дерогира системот. Власта го оштетува буџетот и преку измените на закон со кој изведувачот се ослободува од даноци, царини, акцизи. Со законските измени предложени од власта му се овозможува на изведувачот да може да врши експлоатација на минерални суровини во било кој дел од Македонија само со одлука на влада и до 6 месеци по завршување на проектот. Со ова повторно имаме прескокнување на министерства, на институции и се анулираат закони. Затоа ВМРО ДПМН ќе пристапи кон изготвување на суштински амандмани со цел подобрување на овие закони и избегнување на штетите кои би ги трпела Македонија од неспособноста на Ковачевски и на Груби. Ви благодарам. Дали има некој прашање? Во врска со поставеното прашање, можам да одговорам. Тимовите на ВМРО ДПМН, нашите комисии, со консултации со стручни лица, ги разгледа предложените законски измени и покрај краткиот рок, и затоа реков дека ние пристапуваме кон носење на поднесување на суштински амандмани со кои што би ги подобриле вака предложените закони. Бидејќи дали сме за градење на капитални инвестиции, да, ние сме за градење на
капитални инвестиции. Меѓутоа, законите кои што се носат во ово собрание во никој случај не смеат да бидат во спротивност на Уставот и никако не можат да бидат на штета на граѓаните. Затоа сме тука, затоа ги разгледувавме овие неколку дена, па и викендот, овие закони и на Комисијата на труд и социјална политика, која што е закажана денес, имаме поднесено веќе 2 или 3 амандмани кои што се токму за ова кои што ги наоѓаме најголемите забелешки. Јас се извинувам, меѓутоа сигурно сте го гледале законот, сум го гледала и јас, ги знам амандманите и точно знам дека токму за ова за кое што ги наоѓаме забелешките, истите се однесуваат за подобрување. Поентата е да се подобрат законите. Да се подобрат законите. Дали има некое друго прашање? Затоа реков, нашите тимови ги разгледуваат законите. Кога ќе имаме изготвено материјали и кога ќе имаме изготвено амандмани за подобрување на законите, ќе ги закажеме нашите комисии. Најпрво би искоментирала за начинот на кој што постапува во моментот Министерството за правда и за тоа што свикува одредени работни групи со работа која што воопшто не е од надлежност на Министерството за правда. Ова е работа на собранието и доколку има било каква потреба, треба такви групи да бидат формирани во рамките на веќе со деловник, со закон, воспоставена пракса или веќе воспоставени законски решенија во рамките на собранието. ВМРО ДПМН нема да делегира представник во тие работни групи, нашиот став е веќе одамна кажан, имавме предлог кој што власта го одби, а се однесуваше за измена на уставот по теркот на хрватскиот модел, меѓутоа еве видовме дека односно представниците на власта мудро молчат, иако тие беа првите кои што го предложија токму таквиот модел. Ние нема да учествуваме во работните групи и се разбира дека во тамошната процедура за да се отвори уставот требаат пратениците на ВМРО ДПМН. А пратениците на ВМРО ДПМН нема да учествуваат во ваквата процедура за отварање на уставот во овој пратенички состав без предходни избори. Ви благодарам. Само ще повелете? Велите, че ги свикате, од кога ќе ги подготвите амандманите. Тоа ќе потрае, тоа ќе потрае или веќе ги изработувате и на како комисии имате вие председатели? Ние имаме председатели на 3 работни комисии, кои што тоа се Комисијата за финансирање и буџет, Комисијата за транспорт и врски и Комисијата за Како? Да, и Комисијата за земјоделие, се извинувам. Значи, овие комисии ќе бидат свикани, меѓутоа треба да се остави одреден простор да може да и експертската јавност го каже своето мислење во врска со законите, затоа што не е поентата да се носат закони во ова собрание на препат на пратениците. Да бидат пуштени законски решенија, односно цели закони во петокот и за во понеделник да биде веќе закажана седница на која што се закажана потребата за носење на овие закони во скратена постапка е навистина скандалозно само по себе. Видовте дека во текот на викендот многу засегнати граѓани, а исто така и институции реагираа. Стручната јавност реагираше во врска со овие законски решенија. Да почекаме, ние бараме за ова треба да има најголема дебата во стручната јавност. Ние затоа ќе оставиме простор да може таа дебата природно да се реши, бидејќи видовме дека по притисок на јавноста еден од предложените закони веќе беше повлечен. Тоа би значило дека може би да се добијат овие рокови за да не никакви што се обрза пратениците во случајот да се предлагачи и да се
плаќаат пенали. Еве, јас најпрвим би сакала и вас како новинари да ви го разбудам новинарскиот инстинкт и да ве прашам зошто, например, пратеници поднесуваат вакви закони и зошто овие закони, потребата за нивно носење беше донесена само со 55 пратеници, ако се знае дека парламентарното мнозинство има во моментот 64. Тоа значи дека има дел и од пратениците од власта кои што не се согласни со ваквите измени. Дали сите се за капитални инвестиции? Да, се. Меѓутоа, ваквите измени имаат во себе многу пикантерии кои што се скандалозни. Ви благодарам.